Добар ден. Зимата пополека доаѓа, а денес имаме температура од 25 степени. Па во идна ќе ја прашаме кај е за нова година. Но прво, како што правиме по сценарио, да Тина да ви каже што ќе гледаме вечерва. Така, на кратко, прво подсетување да не го пропуштите вечерашното издание на Вин-Вин со Оливера Трајковска во 19 часот и 15 минути. Гостин ќе биде Фатмир Бесими, министерот за финанси. А сега малку поинаква најава, односно ќе ви препорачаме со Тео во Црвена линија вечерва да уживате во една интересна филмска приказна, и тоа за пријателството помеѓу две жени. Маријана е сликарка која ќе добие задача да го направи свадбениот портрет на Хелоаза, но наместо моделот да позира, Маријана ќе го создава своето уметничко дело преку наблюдување на Хелоаза и без нејзино знаење. Каква приказна крие портретот на дамата во огнот, вечерва ќе гледате на Телма во 23 часот и 30 минути. Хелоаза, чудно име, но не е битно тоа. Битно е денешната тема. Што ќе одберат општинските советници? Законот за локална самоуправа или уставот? Дали ќе се откажат од паушалите? Мене тоа ме интересира. Дали ќе се откажат од паушалите? Што имаме? Имаме и актуелна тема, а тоа дали ќе се откажат од паушалите. Секако очекуваме да се јавите на 023076677. 6 линии се активни. И уште една актуелна подтема, секако на која што очекуваме одговор од вас, тоа е кој ќе биде од вас најдобриот совет за советниците? Да, искрено, двете теми се доста интересни и добри кои очекуваме. А сега да го видиме прилогот од колешката Јулија, што се емитуваше во вторникот во вестите во врска со нашата денешна тема. Сите советници од аеродром и од власта и од опозицијата ја подпишале свечената изјава со името Република Македонија. Се повикуваат на членот 38 од Законот за локална самоуправа, во кој е наведено дека ќе го почитуваат уставот, законот, прописите на Советот и ќе го штитат уставниот поредок на Република Македонија. Министерот за локална самоуправа Горан Милевски признава дека во законот се уште стои името Република Македонија, а измените во кои ќе биде наведено новото уставно име се уште не биле доставени до собранието, затоа што за нивно усвојување било неопходно двотретинско мнозинство, што во моментов тешко може да се обезбеди. Сепак Милевски повикува сите единици на локалната самоуправа да го почитуваат уставниот закон и да не прават политички маркетинг. Министерството за надворешни работи упати апел до Министерството за локална самоуправа да реагира соодветно и да преземе мерки за извршување на конечната спогодба. Така. И сега, како што знаете, имаме секој ден цело време добри интересни гости, како и денешните гости, кои се Маријана Рогожарска-Поповска, советник на СДСМ во општина Штип, поранешен председател на Советот на општина Штип, и вториот гостин Татјана Стојановска, советник во општина Карпуш, независница Карпуш, заштита на Карпуш. Откако Тина ќе ви каже како да ни се вклучиме во програма во живо, ќе ја слушнеме изјавата на министерот за локална самоуправа Горан Милевски, со тоа што мене најмногу ме интересираше, што кажа претходно, што е со паушалите, што ли ќе биде сето тоа? Така, но пред да ја слушнеме изјавата на министерот, секако да ве потсетиме дека најнапред не би било воопшто лошо да кликнете на telma.com.mk. Еве и зошто, бидејќи имаме последна вест во врска со денешната тема, тоа дека општините Штип и Аеродром чекаат инспекција од Министерството за локална самоуправа. Така еве, слободно можете да го посетите нашиот сајт, да ги разгледате најактуелните и најновите вести, како што е ова. И секако да не заборавите да ја лајкувате и посетите нашата Facebook страница Црвена линија, на која што вчера објавивме и конкурс за можеби најубавиот мустак. Се разбира фотографија, бидејќи месецот ноември е месец на машкото здравје. Меѓу другото, не заборавајте дека ве очекуваме да не се јавите и преку видеокол на Месенџер. Дај Боже и да имаме прв пат револуционерно такво јавување од некој од вас. И секако традиционалното јавување на 023076677. Црвена линија Инстаграм, и таму ве очекуваме и со по некој коментар на Твитер. А ете, можевте да видите дел од екипата на Црвена линија како сме солидарни во месецот ноември, месецот на машкото здравје. А сега секако да ја погледнеме и изјавата на министерот Горан Милевски. Сепак и во тие заклетви тие кажуваат дека ќе
ќе се водат согласно и ќе работат согласно уставот и законите. А во овој случај тие уште не почнати да работат, го кршат уставот. И тоа не е добро, како и јас можем да ги охрабрам и понатаму, ако сакат нека си работат вака, меѓутоа паушалот што ќе дојде од Северна Македонија нека го вратат. Ако се толку доследни и сакаат нешто да прават, нека ги враќаат паушалите, бидејќи не им иди од Република Македонија, туку од Северна Македонија. Тоа беше изјавата на министерот Горан Милевски, а сега во продолжение големо задоволство и чест ни е да најавиме нашата денешна гостинка, прва во црвена линија, госпоѓата Маријана Рогожарска-Поповска, која што воедно и советник од СДСМ во општина Штип. Но пред тоа, Тина, мислам дека ако што разбрав имаме гледач, ако може да го слушнеме прво него. Секако гледачите секогаш имаат предност во црвена линија. Добро вечер. Здраво, здраво. Добро вечер. Вашите 120 минути, повелете. Видете вака, после вчерашната изјава на нивниот лидер, ја очекувам дека ќе прават театар, само ништо повеќе. Затоа што ја гледав и вчера и на друга емисија на други излагањата на министерот за локална самоуправа, законот и уставот се јасни, меѓутоа ради тоа што го ветиле, сега они ќе одат до крај и ќе прават театар. Значи, јасен е уставот. Законот е јасен, дека треба да се биде уставното име, меѓутоа, тоа е тоа. Али, живи били, ќе видиме, тек сега почне театарот на солзите. Ја така ќе го викам ова. А ова дали ќе се откажат од паушалите, тешко кој се откажал од пари во оваа држава. Па дури и лани кога беше короната, кога државата побара дали ќе го донираме повратот на ДДВ, знаете колку луѓе само се откажаа од ДДВ-то? 2000 луѓе. Другите сите си ги собраа парите. Кој се откажува од пари гага? Никој. Поните тоа се борат да зимаат гага пари, ви ме баш галја за општината и за државата. Да лапнат некој единаче пари одека. Дали ме разберете што е приказката? Иначе, тоа е тоа. Не верам дека ќе се откажат од пожалите и не верам дека ќе го почитуваат уставот. Ќе си терат некоја своја агенда што смислили у главите и ќе гледаме театар. Толку, пријатно. Благодарам за вашето јавување и сега да се навратиме на нашата прва денешна гостинка во црвена линија. Маријана, добар ден, како сте? Здраво. Добар ден, најнапред благодарам за поканата да бидам дел од црвена линија на Телма телевизија и што ме удостоите да го произнесам својот став пред целокупната јавност. Она што се случуваше во Советот на општина Штип и за понатамошните чекори кои што ние како советничка група планираме да ги преземеме во следниот период. Па еве ќе започнеме со едно прашање. Кога се пополнува формуларот, да ни откриете за советник на советничка листа, што се употребува? Што стои, Република Македонија или Република Северна Македонија? Најнапред врака на образецот во кој што ги внесувате своите информации и за кој што тврдите по целосна кривична морална одговорност дека се вистините стои Република Северна Македонија. Исто така на уверенијата кој што ги истава Општинската изборна комисија, која што е дел од Државната изборна комисија, уверението гласи издадено од страна на Република Северна Македонија. Така да неприпатливо е со оглед дека и со законот на кој што се повикуваат тие, се уредува на кој начин се избираат советниците во Советот на општина, во советите на општините ширум државата. Јасно станува збор дека овој чекор беше единствено популистички цекор кој што сака да се билда некој национализам кој што е непотребен и кој што може да доведе само до застој на општините. Така, пример, еве, јас помалку сум информиран политички, сега мене ова ме интересира секој ден слично. Сега, да продолжиме и гостинката да знае, сега ќе им дадеме предност на гледачите, ќе бидете дел и од овој разговор. Добар ден или добро вечер, подобро да речеме. Здраво. Добро вечер. Добро вечер. 120 секунди за вас, повелете. Гледај се на работа. Секој наоѓа нешто да кажи, доколку е законот за локална самоуправа таков како што кажуваат тие луѓе што го подпишале таму тие документи,
тогаш зошто се буни, знаете, да речеме, министерот таму, кој да се исправи таа грешка. Каква е грешка ако името не е вметнато во самоуправата локална? Како може да е грешка? Не може да е грешка, значи тоа не е вметнато таму. И тој си терат по она што го гледат, што го пишува во локалната самоуправа. Никако тука не може да биде грешка. Сега ако тие финти произведуваат, ако му пуштале пари од Република Северна Македонија, што ти ја знам, каква е и шо е, тогаш тие приказни си прав, дали ќе примнеле или не. Еле и да и примне и да и не примнат. Ќе умри таа општина? Таа општина нема да умри, сигурно. Ќе се снајдат и од општините црпат во буџетот на Република Македонија клава. А тоа другото не сакам да го спомнам, не да го прифатам. Еве, и не сум јас од тие. И Уште 10 секунди. ако мислиоти, како што го кажа тоа последното што го кажа, че се бориме да не биде така, во ред е тоа. Така. Истекоа 120 секунди. И еве гледате пак, ви имате пренос мене, тоа ми се допаѓаш таква тимска соработка меѓу нас. Ја нема приметам завач и одма тука ме поправаш. Сакам да кажам сега дека не се разбирам толку политички, но секој ден си учам по полека сето тоа. Ме интересира дали може да се формира советот во една општина ако некој од советниците не дал свечена изјава? Вака сега, значи, согласно законот, уставот и деловниците за работа, како и статутите на општината, како законски акти со кои што се регулира работата, предвидуваат дека на првата конститутивна седница избраните советници даваат свечена изјава. Ова е своевиден и законски, меѓутоа и морален чин со кој што избраните советници се обврзуваат дека ќе ги почитуваат законите и уставниот поредок на државата. Она што морам да напоменам е дека верувам дека на големиот дел од граѓаните им е добро познато дека уставот е највисокиот правен акт во државата и затоа и постои уставниот суд на кој што доколку некој закон не е согласен со него, доколку е спротивно на уставот, може истиот да биде поништен поради тоа што сепак највисокиот правен акт е оно кој што ги уредува. И доколку едни советници дадат свечена изјава по законот за локална самоуправа, а другите во согласно со уставот, дали воопшто ќе се формира советот? Вака, советот со самото верификување на уверенијата, кои што сме ги добили од општинските изборни комисии и депонирањето на документ за идентификација, самиот по себе констатира дали има доволен број согласно пропишаните одредби колку советници согласно бројот на гласачи жители во еден град има. Доколку поголемиот дел од избраните советници на непосредни избори ги доставиле уверението од општинската изборна комисија, како и личната карта или документот за идентификација, и истите се потврдат дека се тие од страна на верификационата комисија, тогаш може да се констатира дека полноправно ќе одлучува. Меѓутоа, има некои подзаконски акти кои што велат дека ова е морален чин со кој што се обврзуваме дека ќе почитуваме законите и уставот на државата. Истиот станува составен дел од досието. Така имаме гледаш, ќе продолжиме понатаму, секако да им дадеме предности на гледачите. Добро вечер. Здраво. Во програма сте, 120 секунди за вас. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Да, добро вечер, до сите вас во студиото. Сега се фаќам од вашата тема за Северна или за Македонија, нели така? Темата еве ќе повториме. Што ќе одберат општинските советници? Законот за локална самоуправа или уставот? И дали ќе се откажат од паушалите? Видите, да ви кажам нешто. За мене, тој сум егеец.
потребно име е Северна Македонија. Оти јас, како солунчанец, ако само и бардарскиот дел се вика Македонија, немам законско никако право да кажувам дека сум македонец. А пиринците, преспанците што се? Не се ли македонци? Македонија не е само бардарскиот дел. Нали така? Ве слушаме, ве слушаме. Продолжете. И, освен тоа, да кажеме уште нешто. Еден странец кој доваѓа во Скопје во аеродром, слушајќи Северна Македонија, инстинктно, што ќе помислува автоматско? Дека има уште 2-3 дела, како вика песната, за да биде цела. Дека е западна, дека е источна, дека е јужна. Онда Македонија, затоа ви реков, има 4 дела. И бардарскиот дел е северен дел на Македонија. Многу ви благодарам на угостителство. Лека ноќ да имате. Благодарам за вашето јавување. А ние сега го продолжуваме понатаму, онаму каде што застанавме. Но пред тоа имам уште еден гледач. Уште еден гледач, добро. Ајде, ќе продолжиме со... Уште два дори. Уште два. Ајде. Ќе дадеме шанса и за следниот гледач, а потоа секако ќе продолжиме со Маријана, бидејќи треба да го слушнеме и одговорот на последното прашање. Повелете во програма сте, добро вечер. Добро вечер. 120 секунди, па повелете. Да. Слушай сега, преги, нели, јавих се вие кажате ќе уклучна програма. И вие кон што е работа со Северна Македонија, а со БРМ што беше па? Кој е вашиот став на оно што се последните случувања врзани со Законот за локална самоуправа, уставот, советниците, свечените заклетви, нели? Добро, ај бидете поздравање. Дали го имаме гледачот? Се уште не. Се исклучи. Маријана, да се продолжиме еве како подсетување, значи каде застанавме? Ваше размислување секако и околу паушалите, изјавата на министерот за локална самоуправа, господинот Горан Милевски. Изјавата на министерот Милевски би ја коментирала од делот на тоа дека се повикува дека само во деловите на определени лица кои што се повикуваат на национализам и билдање на некој популизам на оваа тема, само во делови во кои што и одговараат, остануваат прсто на името дека не го даваат. Меѓутоа, кога става збор за финансиска корист и интерес, тогаш без проблем го прифаќа уставното име, кое што е донесено со амандманите 33 и 34 како и уставниот закон за нивното спроведување, каде што десидно објаснува во кои делови, каде и кога треба да се користи уставното име на државата. Токму затоа беше нашата реакција дека доколку ние во изјавата произволно си ставиме дека даваме заклетва пред некоја друга држава, дали тоа ќе се одговара и тоа ќе биде составен дел на нашето досие, само како проформа на која што сме се заветиле пред граѓаните дека ќе ги почитуваме уставниот поредок и законите. Така, пред да поминеме нашето сено правило, како што слушнав, имаме гледач, па да му дајме него предност, или не? Добро вечер. Здрав. Добро вечер. Во програма сте, повелете 120 секунди за вас. Ви рекол добро вечер. Ме интересира само да ми одговори на две прашања советничката млада. Добро. Кога беа решени тие насилно да влезат, да направат присилно влада, со сето фабрикувана нивна цел, тоа беше фабрикувано сето од заевизмо сегаш. Во која држава таа живее, да ја праша? Во Северна? Се родила, во Македонија се родила. Јас имам 65 години. Знаете, од Македонија се чувствени? Еден влез. Помало од Газа ќе биде, во Палестина. Со тоа што го тераат тие овие 4-5 години. И од царената почувајќи. А не се свесни да веќе имаме и се чудам самија на себе и толку млади, што не знаат, замисли, прво не се свесни кај се родени тие.
Тоа би било се. А на сето згора, во законот предпански пишува дека во државата, како ние, како втора станка, кој не ферма, до 5 години, што сака натре државата може да си прави. И кои се тие овие изигруваат со паметнација? Тие се најпаметни, тие се знаат никој не знае. Тоа е да се чуди човек овие 5 години. Че остаат на ТРЗ. Нека ме слушај, младава, ама од Македонија нема да има ништо. Само Венец. Венец прилег го нечат и така отисне за нигде. Појоше народ од нас нема. Ама да биде терне да ми го памти моабето дека ќе донесе сам. И истече времето за гледачот. Па ќе продолжиме нашето следно прашање. Со следно прашање, да. Да, мене лично што ме интересира, дали има временски период во кој мора да се формира општинскиот совет? Да, постојат законски одредби од добивањето на уверенијата во 20 дена, кој сликува првата седница, кој заседава со неа и по кој начин продолжува со работата во останатите денови. Така, да. Сето ова дали може да трае, например, во недоглед, односно да се одолговлекува формирањето? Постои ли никаков рок ако некој, например, советник не сака да даде свечена изјава и дали може тоа да значи и негова смена, да биде заменет? Од Уставниот суд веќе има определено толкување од претходната пракса дека советник кој што не дал свечена изјава, да тој е избран на непосредни избори, меѓутоа неговиот глас во работата на советот не се вреднува и како воопшто да не е верификуван мандатот. И за крај, дали можат советниците на СДСМ кои се на став дека уставот е прекршен, а и за клетвата, да бидат санкционирани? Вака, ние се појавивме на првата конститутивна седница, побаравме да ги исполниме нашите обврски должности. Во моментот се изготвуваат преставките до инспекторатот на Министерството за локална самоуправа, како и барање до општината која што ќе биде последена до законодавниот дом во однос на толкувањето што има приоритет, дали е тоа Уставот или законите и дали на овој начин е извршена повреда на Уставот. Бидејќи повредата на Уставот може да се санкционира, исто како и повредата на законите. Маријана, благодарам многу што одвоивте време и бевте дел од Црвена линија. Ве поздравуваме, секако останете заедно со мене и Тео и програмата на Телма телевизија, па во некое наредно издание повторно се гледаме, верувам. Убав ден, а секако и добро вечер за следниот гледач. Драго ми е со Тео дека ви има во голем број вечерва. Добар ден, добро вечер. Ало? Да? Да, во програма сте? Во програма? Да, 120 секунди. Сакав нешто да му кажам на совет. Да повелете, Може да почнете секако. Да. Добро, да му кажам на советничката дека спомна нешто национализам. Значи, ако нема национализам, нема ни национална држава. Значи, во ниједна држава не постои без национализам. Ако не се брани националното, не постои ни држава. Второ, дали во кога го слуша премиерот на Грција, било некогаш таму по 120-30 години ќе се ратификува Преспански договор кај ни за да се применуваат името Северна Македонија и таблите, да не постои Фиром, Биром, Скопје, таму и овона. Па зошто и ние не го применуваме тогаш и пошто баш тие нејзините челници на партијата од таа советничката постојано ќе си го искршат јазикот од зборување северна и кај што треба и кај што не треба. Значи, кај што треба и кај што не треба, значи морало северна. Ова е Македонија. Значи, во било меѓу разговор, внатрешен разговор, Македонија, тие потпишаа тоа што потпишаа за нагорешна употреба било онаму кај што е морално, Брисел, ваму, таму, треба да се пиши тоа. Па чисто во локалната самоуправа, во Штипи, во аеродром му пиши дека таму оти тој не е закон поставен од локалната самоуправа дека е Република Македонија. Што скок не бе што направи. Па нека го дат
на собрание, кога собранието ќе одлучи да го мени тој локална самоуправа, тој законот под локална самоуправа кај што е Милевски, па нека тогаш ќе го прифатат и тие. Зошто јас не знам, само Македонија, мислам, ние меѓу себе си извадивме очите и мораме ние да подлегнеме на сите барања. Дали тоа на пугари. И тука е крајот на јавувањето. Гледајте го тајмерот, 120 секунди, а сега е време за реклами. Па се враќаме во црвена линија. Имаме уште еден гледач. Опа. Одлично! 900 плюс, ајде да слушнеме. Добро вечер. Здраво. Во програма сте. Дали го слушаме гледачот? И еве трета обид од мене и Тео, дали се уште го имаме гледачот на линија? Здраво, здраво. Се чувствува фунија, еве последна шанса. Добро вечер, дали не слушате? Да не се срамиме. Добар ден. Добар ден, одлично. 120 секунди за вас, повелете. Јас сега се вклучив, меѓутоа треба да кажам што мислам дали советниците треба да се држат до уставот или да се откажат од паушалите. Вака, нашето име уставно пред време е променето, односно нели во врска со Преспанскиот договор во уставот. Меѓутоа, колку што знам, 5 години постоеше време во тој договор во кој што за внатрешна употреба има период од 5 години каде што не треба да се за внатрешна употреба да се промени името. Но сега доаѓаме во судир. Според уставот е неуставно, а според законот е законски. Меѓутоа, кога ќе земеме во обзир дека сите закони се донесуваат врз основа на уставот, а уставот е највисок закон, тогаш се поставува еден голем прашалник. Од друга страна, ако се откажат од подпишување на советниците нели за давање заклетва, тогаш автоматски треба да се откажат и од своите паушали. Толку. И остана уште 45 секунди, но вашето излагање беше целосно, тоа е ваша желба и сега веќе време за реклами. Можете се активни на социјалните мрежи, Facebook страницата Црвена линија, веќе ги има и првите коментари. Така, како што се активни на повик, исто така и на нашата социјална мрежа на Facebook. Имаме коментар од Вингби Шун. Треба да им се укина службени возила, јадење, пиење до по кафеани, патни трошоци, се од нивни джеб да си плаќаат. Ако можат кралските семејства од Скандинавија да одат по работа со велосипед, можат и они. Ето, и нека има и повеќе коментари, секако јавувањата се неизбежни во Црвена линија на 02306677. А сега веќе е време и за нашиот втор гостин во Црвена линија. Чест и задоволство ми е да ја најавам Татјана Стојановска, која што воедно е советник во општина Карпушт, од Независни за Карпушт, за заштита на Карпуш. Па, добро вечер и за вас. Се гледаме на Zoom. И првото прашање би било како вие, како независни советници од Независни за Карпуш, за заштита на Карпуш, ќе поднесете свечена изјава. Според законот за локална самоуправа, според уставот или вие седно? Добро вечер. Прво, драго ми е што може да го кажеме и нашето мислење на темава, но начално во однос на оваа тема и самото прашање што велите или вие седно или како ќе го поднесете. Ќе го поднесеме како што е исправно. А до тоа во случајов треба да го одлачат надлежни институции. Самиот проблем е во тоа што нема дефиниција што е исправно. Се јавува проблем нели во дефинирање, односно толкување на законот. Така што би кажале ние како ќе поднесеме? Треба некој да не инструира во рамките на задолжените служби. Ме разбирате, морам да го почитувам тоа што е законски, а не тоа што мислиме дека треба да се направи, барем според мене. Сега тука настанува нели дискусија околу тоа што е законски, што е недозволиво. Мислам дека тука е проблем од високите институции што не го дефинирале и не пресекле на темата.
А каков совет ќе им даете на советниците од политичките партии кои се предомислуваат околу давање свечена изјава? Прво, апсолутно не сметам дека ние треба да делиме совети никому, нели? Таму сме присутни токму за тоа да решаваме проблеми во однос на животот на граѓаните. Верувам дека секој што е присутен таму како советник има свој мислење, став и не му требаат баш наши совети. Партиите како партии си имаат свој став, советниците веројатно исто. Треба сами да одлучат. Апсолутно немам никакви совети, ниту имаме ние можност да даваме совети и не гледам причина да воопшто навлегуваме во дискусијата. Како што веќе реков, други инстанции треба да го одлучат тоа. Таман работа вака ние јавно сега ајде избереме што сакаме и како сакаме. Разбирате? Темата е многу незгодна. Што одбирате? Нема што одбирам, што треба да направам. Тоа го прифаќам. Затоа сум се нашла во советот да делувам по законските правила. А кога веќе зборуваме за делување во општина Карпош, која ќе биде вашата прва активност што ќе ја предложите на советот? Па ние веќе го објавивме дека долги години како граѓански активисти се стремиме да има многу поголема транспарентност во рамките на одвивањето на седниците на советот, односно да имаме снимање, дури и времено, значи истовремено лайв стриминг, значи на самите седници, за да граѓаните ја добиваат информацијата во вистинскиот момент. Секако и претходно ќе ги известуваме, но и да знаеш што конкретно се случува на самите седници. Тоа е основно. За нас е неопходна транспарентност на советите, бидејќи сметаме, иако во јавноста има некој став дека градоначалникот е најбитната фигура во општината, советот ги носи одлуките. Токму затоа многу е битно да има транспарентност како тие одлуки се носат. А верувате ли дека ќе помине? Ево и тоа е едно важно прашање. Па за нашата општина да верувам, лично не ги познавам скоро никој од советниците, но мислам дека сите изразија повеќето од советниците или членови на одредени советнички групи изразија нели надеж и желба да го постават истото прашање како прво на конститутивната седница. Транспарентност на седниците. Така, и на овие избори освоивте 2 советнички места. За 4 години, за колку места ќе типувате во советот? Знаете како, ние да сме тука за да го трасираме патот. Нема типување. Ќе работиме максимално што можеме да дадеме од себе. Тука сме да поставиме една друга идеја, дека не мора да си партиски член за да можеш да работиш за добробит за општеството. Можеш и како граѓанин многу да допринесеш. Ако ја согледаат и видат секако бенефит од таа наша улога граѓаните, секако дека се надеваме дека понатаму ќе имаме многу поголеми и влијанија и членови на советите. Црвена линија ви посакува многу успех во вашата работа. Благодарам што одвоивте време. Да бидете со нас и секако во некоја наредна прилика повторно со мене и Тео. Така е. Голем поздрав. Да не се расправаме од тоа како треба да почне работата, него што сме сработила. Така е. Кога станува работа, што имаме јас и Тео, секако да речеме добро вечер и за следниот гледач мораме да признаеме, драго ни е дека ви има во огромен број. Добро вечер. Да. Ве слушаме, добро вечер. Намалете го тонот на ТВ приемникот доколку има тон. Дали го имаме се уште гледачот? Фонија се чувствува секако. Тева да буди се ти со твојот глас, може би подобро ќе те слушам. Ало, да не се стравиме. Ајде, како за подсетување секако, додека сме во очекување на следниот гледач на 02 307 6677, подсетување дека од понеделник на програмата на Тилма ќе можете да уживате во една фасцинантна серија за ликот и делото, односно кралицата Викторија. Знаеш ли, Тео, што велат за кралица кога ќе остане без својот крал? Што станува? Што стана? Не знам што стана. Можам да кажам што и кажуваат. Ајде, друг маж, но сигурно грешам. Што кажам? Никогаш друг маж. Станува помокна. А ние стануваме поподготвени бидејќи имаме гледач. Добро вечер. Здраво, здраво. Добро вечер.
Да, ве слушаме, намалете го тонот на ТВ приемникот. Подобро да се слушаме. 120 секунди, златното правило на црвена линија, повелете. Добро вечер. Ве слушаме, ама многу слабо. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Дали го имаме се уште гледачот? Не, повтор ве се исклучи. А исто и уште една важна информација. Посетувајте го сајтот tilma.com.mk, последни најнови вести, се што сакате први да дознаете, секако ќе да го дознаете преку нашиот сајт. А ние сега конечно можеби успешно ќе дознаеме дали имаме конекција со гледачот. Добро вечер. Здраво, Добро здраво. вечер. Одлично ве слушаме, 120 секунди, повелете. Овие таму советници што се примени, два пати у неделата дали ќе отидат или нема да отидат, не е битно, важно ќе си земат плата на први, тоа тие ни се врата земе плата, ни одлучуваат нешто, ништо, како ќе му кажете партијата, така. Пријатно. Добро, искористивте многу малку од своето време, но имаме и такви гледачи, кратки, јасни, па сме во очекување на следниот гледач. Тео ќе не подсети каков конкурс објавивме вчера. Токму така, конкурс AK Challenge кон вас. Си знаете, ноември е месец на машкото здравје, не е само за еден ден да се нагласи тоа, цел ноември ќе нагласуваме, ќе ја подсетуваме и ние на позабавен начин решивме да направиме малце конкурс, да ставаме слика од најдобриот брк спремен и на нашата социјална мрежа на Facebook под дел од екипа на Црвена линија што позиравме за сликата. И ваша задача ќе биде да пратите слика со вашиот брк на крајот ноември и тој брк со највеќе лајкови, шерови, коментари секако ќе добие награда. Наградата не ја кажуваме што сега, да ви изненади. И останува за крај да ја најавиме утрешната тема. Владата уверува дека ќе нема рестрикции, ниту пак зголемување на цената на струјата, но сепак во вторник ќе биде најавено дали ветеното ќе се прекрши во вторник, бидејќи се најавуваат кризни состојби. Ете, тоа е темата утре за која што ќе зборуваме. Така, и не заборавајте Црвена линија со нов термин од 16 часот и 40 минути секој работен ден. И сега се чувствам гладен, вас ве препуштаме на гответо со маја, па ќе видиме заедно што има заедно. Ќе се видиме од канези. Да гледаме заедно. Довидување. Чао, чао.